Бизнисменот Орце Камчев останува уште 30 дена во притвор и тоа врз основа на незаконски доказ, тврди неговата одбрана. Адвокатот Тони Менкиновски вели службената белешка врз основа на која е донесена оваа мерка е противзаконска и бара поништување на истата како доказ, односно страна судот да биде прогласена за незаконита. Сепак и покрива квато тврдење на одбраната, судот му определи нови 30 дена во шутка, токму врз основа на таа белешка. Менкиновски вели АНБ постапила противзаконски и прашува врз основа на што бил следен неговиот клиент од 12 до 14 февруари, каква закана представува по националната безбедност. Истата му ги ограничила основните човекови права на господинот Камчев. Апелираме до институциите на системот да работат совесно, штитејќи го својот професионален интегритет. Време е во оваа држава да завршат изживувањата врз луѓе, загрозување на нивното здравје, загрозување на сериозни бизниси и работни места на луѓе, преку местенки и злоупотреба на тајните служби. И покрива квото тврдење на одбраната врз основа на овој доказ, судот повторно му определи 30 дена на Камчев. Пред објавувањето на оваа одлука, Менкиновски изрази надеж дека судот ќе донесе законито решение, а доколку тоа не се случи, жалбата итно ќе заврши во Страсбург. Таму веќе е предметот за тортурата која му се случувала на Камчев во шутка. Менкиновски вели тој 5 дена бил оставен без вода, како за пиење, така и санитарна. Ова веќе е предмет пред Европскиот суд за човекови права и предмет пред Комитетот за превенција од тортура во Страсбург. 5 дена ниту во Северна Кореја, каде што е понижувачко, нечовачко и изживување врз заробените лица, не било метод на изживување да се остави човек без вода, а во Република Македонија 5 дена да оставите некого без вода, само вие можете да ми кажете колку е тоа човечко и непонижувачко. Одбраната на Камчев поради ваквиот начин на определување на притворот пред Републичкиот судски совет поднесува и представка за несовесно и нестручно работење на судијата на претходна постапка, која изрече мерката притвор за бизнисменот.